Поволноста што во Кочанската котлина температурите до неодамна беа речиси летни и што грејната сезона што току започна, не им носи привилегија на граѓаните од аспект на чист воздух. Напротив, иако во националните медиуми Кочан ни го нема меѓу градовите со висока загаденост со PM10 честички, сепак податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање од 29 октомври во 18 часот, кои се однесуваат на квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија, велат дека се измерени 143.01 микрограми на метар кубен PM10 дозволеното. Во други денови бројките се движеа од 70 до над 100 микрограми. Јавноста во Кочани прстот за најголемите загадувачи го вперува во новата компанија Paper Mill, која се занимава со рециклирање на отпадна хартија, чиј оџак постојано чади и создава облак од непријатна миризба која прекрива август. Меѓутоа, освен празни ветувања, ништо не добија. Деновиве на социјалните мрежи граѓаните споделуваат фотографии и снимки од оџакот кој испушта голема количина на чад и коментари за загадувањето кој се шири и им го загрозува здравјето. При тоа најавуваат нови протести со цел згаснување на оџакот, бидејќи надлежниот инспектор за животна средина во изминатиот период воопшто не реагирал и не го решил проблемот. Меѓу најголемите загадувачи се посочува и градската депонија која речиси секојдневно чади и шири тешка миризба во целата котлина. Третиот извор на загадувањето е сезонското палење на страништата во ризовите полиња, кое е актуелно и деновиве. Меѓутоа, со намалување на температурите и палењето на печките и дрва и други енергенси, допрва се очекува енормно загадување на воздухот во градот и пошироко. Како градот ќе се справи со овој проблем останува отворено прашање. Проектот за субвенционирање на набавка на клима инвертори и печки на пелети, кои би ги замениле печките на дрва, е премногу ограничен за да даде позначени резултати. Сепак, доколку и граѓаните се определат самоиницијативно да се вклучат во општата борба против загадувањето, можно е да се очекуваат соодветни ефекти.